Водопадот на Божилакот. Биби и Боби станаа мошни рано тоа утро. Зошто? Затоа што планираа подолго патување, дури до скриената долина. Тие требаше да го поминат викендот кај нивните пријатели, еднорозите. Но, кога по 2-3 часа пристигнаа во скриената долина, Биби и Боби се зачудија, затоа што не здогледаа ниту еден еднорог. И каде се сите? Нема ни трага, ни глас од еднорозите. Не знам, да не се случило нешто? Леле! Каде? Што ќе правиме сега? Леле, Божилакот! Леле, Божилакот! Брзо да видиме што се случува. Биби, Боби, добро што сте тука. Нокеска се случило нешто ужасно. Што се случило? Што? Некој го украл Божилакот, најголемиот божилак во скриената долина. Кој би можел да го стори тоа? Биби, Божилак беше... Виношитото. Да. Па тоа е страшно, но ние заштитниците на шумата, ќе го најдеме крадецот. И тоа веднаш. Така е! Јеј! Биби, Боби, и јас ке дојдам со вас. Ви благодарам што ни помагате. Биби, Боби и Алфеј, придружувани од Зази и Зина, појдаа да ја испитаат околината на водопадот. Гледаа и горе, и долу, и лево, и десно. Речиси изгубија надеж. Но, кога... Леле, Боби, ми исплаши. Па што правиш таму? Има мал тунел зад водопадот. Дојдете да видите што најдов. Чекореа долго низ мрачниот тунел, кој се чинеше како да нема крај. Конечно, здогледаа светлина. Тоа беше другиот крај на тунелот. А кога излегоа надвор, знаете ли каде се најдоа? Джинови? Леле, каде дојдовме? Вау, никогаш не сум бил тука. Какво ли е ова место? Ова ми личи дека е џин земја. Мора да е џин земја. Џин земја? Чекај малку, па тоа беше местото каде што живееше... Џинот од волшебниот молив. Но Биби, тој ми кажа дека во џин земја живеат и многу лоши џинови. Неговите браќа, сите се лоши. Видете? Лоши џинови, сигурно некој од нив го украл Божилакот. Но кој? Ке си видат тие убаво. Биби, Боби, има многу џинови. Што да правиме? Треба некако да се шмугнеме покрај нив и да го најдеме мојот пријател џин. Тој може да ни помогне да откриеме кој го украл Божилакот. Ми текна. Слушнете ја мојата идеја. Џинови! Хајде, фатете ме ако можете. Така, Биби и Боби поминаа покрај џиновите и продолжија понатаму, на другиот крај на џин земја. А Алфеј се вивна високо во облаците на големо незадоволство на лошите џинови. Никаде го нема Божилакот. Да, а го нема ни мојот пријател џин. Ги измамивме лошите џинови. Онаму здогледав една далечна куќа. Одам да истражам што има во неа. Тоа беше џинот од волшебниот молив, стариот пријател на Боби и неговите мали џинчиња. Да, тие се забавуваа лизгајки се по Божилакот. Ој, Боби, па тоа си ти! Дојде да ме посетиш, леле. Да не ги сретна моите браќа. Да, ги сретнав твоите браќа, едни невоспитали џинчишта, но не дојдов за нив, а не дојдов ни да те посетам. Дојдов затоа што на нашите пријатели еднорозите некој им го украл Божилакот, односно виножитото, односно ова.
Извини, Боби. Извинете сите. Но јас сакав да им направам тобоган на моите мали джинчиња и... Оф, леле. И го украде нашиот божилок. Засрами се. Се срамам. Многу се срамам. Верувајте ми, јас не сум лош джин. Јас само сакав едно малечко тобоганче. Ете. Джину, да се договориме вака. Ако ти помогнеме да направиш едно малечко тобоганче, дали ќе го вратиш божилокот назад во скриената долина? Ај, да, Боби, ветувам веднаш ќе го вратам. Леле, моите мали джинчиња. Ај, ја. Нашата весела дружина му помогна на Джино да направи тобоган за джинчињата, а тој веднаш го врати божилокот кај еднорозите. Нашиот божилак! Нашиот божилок! И така, повторно се беше во ред. И во скриената долина, и во волшебната шума, и во джин земја. Добро, сега во джин земја и не беше баш се во ред, но за тоа ќе ви раскажам повеќе во друга сказна. Довидување, другарчиња! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на купчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао!